За жал, јас знам многу мал број на млади луѓе кои што активно се интересираат до политика. Имаат само површни информации. Ние младите имаме ставови и мислења за актуелните политички ситуации во оваа држава, но тоа не значи дека ние сме заинтересирани за истите. Гледаат ли младите вести? Знаат ли кои се главните политички теми? Се интересираат ли за политика? Многу малку велат самите, а свесни се дека ако не се во тек и ако не се вклучат, ништо нема да променат. Здраво на сите, јас сум Бојана и моето мислење на оваа тема е дека младите не се многу заинтересирани во политиката. За жал, јас знам многу мал број на млади луѓе кои што активно се интересираат до политика. Најчесто ја отвараат првата статија на Time МК и тоа нивната информираност за денот. Се замараат, разговорно кажано, за најактуелните теми, како избори, промена на име, новите одлуки кои што се носат, кои што се генерално актуелни и што очекувано е да се знаат од повеќето од луѓето. Сметам дека само мал дел од младите се едуцираат и се интересираат за политиката и случувањата во државата и тој мал дел кои што се информирани имаат само површни информации и можеби не вршат толков увидени анализа во сите тие случувања. Според законот, со наполните 18 години стануваме граѓани со полно право на глас во оваа држава. Со тоа можеме разумно да носиме одлука и да бидеме дел од политиката. После тоа сметам дека и младите би требало да бидат дел од политичките одлуки. Зашто тие не се заинтересирани, бидејќи многу од нас се обиделе да променат нешто со својот глас, но биле спречени, па го избираат оној поедноставен пат каде се борат за себе со веќе донесените одлуки во оваа држава. Околу тоа зошто е тоа така, влегуваат во игра повеќе фактори. Според мене голем фактор е репутацијата која што политиката кај нас има здобиено, односно постојано возрастните ја критикуваат, возрастните и уопшто нашите родители, сите луѓе од нашето обкружување кои што се запознаени или влезени во политичкиот систем, често кажуваат како има одредени недостатоци, не ја сваќаат сериозно, некои дури имаат многу мала надеж или пак имаат сосема изгубено надеж дека ќе профункционира и постојано со таа лоша репутација ние младите ја гледаме како нешто изгубено и како нешто за кое што не треба да се залагаме, кога реалноста е далеку од тоа. Сметам дека не се заинтересирани затоа што не се доволно интегрирани од страна на државата. Во смисол, ние сме генерацијата која што треба да промени некои работи, значи клучни промени кои што многу поголем импакт ќе имаат врз нашата иднина, затоа што сепак политиките на претходните генерации ќе поминат заедно со доаѓањето на нови луѓе во парламент и доколку ние не се интегрираме во политиката и не сме доволно заинтересирани да смениме, истите принципи од минатото ќе останат и ние само ќе седиме и доколку нешто не ни се допаѓа, ќе се жалиме, а при тоа нема да имаме право да го правиме истото затоа што самите доволно не сме се интегрирале затоа што сакаме да го смениме. Ние младите учиме од постарите, но тоа не го поништува фактот дека тие треба да научат нешто од нас. Животот го гледаме од различни перспективи, меѓутоа еволуираме заедно како заедница. И се надевам дека сега во ова време каде што учиме за се повеќе работи преку интернетот, преку реформи на различни кампањи, ќе успееме да направиме некаква кампања за тоа да се едуцираат повеќе младите во политиката, бидејќи сепак тоа е нешто што ни го движи нашето општество и го оформува светот во кој што живееме, го оформува системот во кој што функционираме секојдневно и е дефинитивно нешто што треба и ние младите да бидеме вклучени во него. Политиката не мислам дека е исклучиво за постари луѓе, баш напротив, мислам дека треба младите повеќе да се интегрирани и повеќе да читаат, повеќе да се залагаат за промени и општо така во глобала да се пофокусирани на, тоест да стоят цврсто на своите ставови кои што ги имаат за политиката и силно да се борат за политиките кои што сакаат да бидат донесени, само за да можат подоцна да живеат во свет во кој што сигурно им е загарантирано тоа за кое што они се изборили. Би рекла дека не ни е дадено доволно простор за слободно изразување и не секогаш се земаат предвид нашите размислувања, односно предлози.
Причината за тоа често пати е дека ние не сме искусни, дека не сме доволно зрели за да размислуваме на одредено политичко прашање. Друга причина би било тоа што државата нас не нуди ресурси за да имаме влијание врз одредени поважни случувања. Далеку од тоа, според мене, дека политиката е само за возрастните, младите во голема мера треба да бидат вклучени во неизе, во политичките случувања, во одлуките, бидејќи можеби под 18 години ние не можеме да дадеме активен глас на некои политички избори, нели? Но далеку од тоа дека не можеме да донесеме промена, најразлични организации, настани и некои како што се Сојузот на средношколци постојано се вклучени во ваквите случувања и постојано имаат некаков глас и свој збор во големите политички случувања во државата и дефинитивно доколку се информираме сите околу случувањата, ќе можеме да го дадеме нашиот став околу нив, ќе можеме да поттикнеме промена каква што сакаме да видиме во нашето општество и нели како што викаат сите на младите светот останува, затоа што порано можеме ние да се вклучиме во неговото формување, тоа сметам дека е подобро. Мислам дека главниот фокус на младите денес е насочен кон креирање на нивната професионална кариера и квалитетно образование. Голем број од младите се разочарани од моменталната политичка состојба на оваа држава, па гледат друг излез од оваа ситуација, наместо да бидат активно приклучени во политика и усвојување на одредени закони. Не е само проблемот дали младите се интересираат за политика. На последните избори само 3% од кандидатите за градоначалници беа на возраст од 18 до 29 години. Анализата на Националниот младински совет на Македонија покажува и дека младите мислат оти не им се приоритет на партиите.